Почитувани гледачи, продолжуваме со серијата емисии Гласот на природата. Овој пат повторно се наоѓаме на една прекрасна локација, во еден природен амбиент, во амбиент каде што природата ги ослушнува или сите оние кои што доаѓаат им благодари што ја посетуваат, што се дел од неа. Гласот на природата секогаш ве води на значајни места и во значајен амбиент. Во природен ентериер би рекла, овој пат тука сме во Градскиот парк, каде може да направиме интервју прекрасно, убаво, ликовно обоено, се разбира поврзано со боите, со гласот на природата. Ако не, овде во ова прекрасно зеленило. Есене, но се уште околу нас е се зелен појас, раззеленото, но не расцветано. Меѓутоа, за ова емисија, овој амбиент го одправим, бидејќи со нас еден искусен ликовен уметник. Да кажам само толку, бидејќи сите го знаат добро во Кавадарци, надвор од Кавадарци, насекаде каде што мојот соговорник, ценет и почитувам, му благодарам за одвоеното време, затоа што е доста ангажиран и на разни полиња. Меѓутоа, основното за кое што веќе денеска ќе разговараме е токму гласот на природата, колку ја ослушнал и колку во своите слики и во сето она што го работи, го пренел, го манифестирал со сето свое задоволство и со сета своја ликовна стручност, која што ја остварил околу 38 години. Ја вметнал во 15 изложби, значи природата секогаш е присутна во неговите слики. Дали добро кажав, тоа ќе не го каже мојот соговорник на почетокот. Благодарам, со мене е Ристе Соколов. Ристе, дали добро најавив, кажи ми, бидејќи ова емисија е специјална, посветена на гласот на природата и сите оние кои што ја ослушнуваат токму природата и ја сакаат. Затоа овој амбиент и тука ве донесов да разговараме на оваа тема за твојата уметност, повели. Кои беа првите почетоци, кажи ми? Зошто се одлучи токму, еве самите слики во текот на емисијата и самите инсерти, сето она што го донесе, сето зборува дека на вистина природата си влюбен во неа. Дали сум во право, повели? Да почнем од почеток, дали добро најави. Да. Ја мислам дека кога се зборува за природа, како и да најавиш е природно. Така. Затоа да не зборуваме дали е добро најавено или е добро усмислено. Значи природата не дава многу да мислиш, него само посматрај ја и создаде. Прати ја природата, кога ја пратиш природата, мислам дека се е природно и позитивно. Така. Сега да зборуваме општо, да кажам дека јас природата ја запознав уште мал во село Дреново, кога се играв со кал. Така. Калта беше првиот, нели, допир со природата, така? Калта ми беше првиот допир со природата. Ја почнав со кал да се играм и калта ја засакав затоа што таму белите џидишта на Великден беа варосани. И јас земав со кал, правев цртежи. Има една емисија направено за мене. Одлично, да. Дреново празнува, тоа ги беше изложбата со кал, представување, така, ексибиција на ликовни перформанси со кал. Калта ја запознав, кажав, нели, уште мал, и ја засакав како дете. Иако знаеш, сите деца се играат со други со камчиња, нели, така, џамли, таму трчаат, значи, најше во селото се играат. А ти одбра кал? Јас почнав да правам цртежи на калта, на самата земја. Тоа беа првите почетоци, не сум знал ништо за уметноста, не сум ја познавал уметноста. Постепено, кога дојдов, сам прво оделение, ја веќе почнав да запознавам уметноста, пето одделение па со Никола Баснарков, мојот учител, првиот учител за уметност. Ја запознав по-широко таа уметност и како на цртањето. А не знаејќи, постепено учев од мојот постар брат Александар Соколов. Он многу црташе, многу убави цртежи правеше и јас го гледав него и се заинтересирав и значи желбата многу е битна. Значи љубовта преминала веќе и кај тебе. Желбата, сега не сакам да кажам кој смисол, значи ние сами си бираме утре што сме, а не да ни кажат ти ќе бидиш тоа. Сигурно. Значи не, сами треба да најдеш за што си определен Господ, за што те надарил, која светлина ти ја дал. Ако ти даде светлина, значи мене е светлината на природата. И сега на оваа емисија, затоа реков, ја прифатив со драга желба. Знаеш зошто? Затоа што е природа. Така. Мојот живот на уметноста е се од црпење од природата. Така.
Природата кој начин? Јас природата разбирам не само земјата, него и небото. Да. Тоа е уствари, тоа е циклус еден на движење. Тука има и водата. Да. Ние сме еден елемент во природата. Да. Како позитивен елемент, да речем, органска материја. Ние сме органска материја во природата. Значи, ние сме свесно да гледаме природата, ама треба свесно да ја пратиме и да ја почитуваме свесно. Затоа што она, кога се почитува свесно и кога ќе ја сакаш, кога ќе ја почитуваш природата, не само што се почитуваш сам себе, сигурно, него и природата. И она ти враќа многу убави работи. Тоа се не да кажуваме сега со ништата, инспирациите, ама кога ќе дојдеш во едно природно место, вака гласот, кога ќе го слушнеш на птиците, жагорот на водата и така многу работа не набројувам, има многу идеи, многу инспирации и упуштање на душата. Ако ќе се упушти душата и оде на творештво. Рече творештво, за тебе се 15 самостојни изложби. Во кој што, околу, а меѓутоа доминира, реков, токму природата со сите своји елементи. За тебе, што значи, кога се договаравме, јас сакав тоа да ти го поставам прашање и ќе го поставам, затоа што е интересно и поврзано со чувството, затоа што Ристе кога создава, рече во природа, дали тоа значи, Ристе, за тебе само поглед, кога треба да создадеш една слика или интериер да изработиш, дали само еден поглед твоето око струшно тоа го гледа, дали тоа ќе биде дрво, дали тоа ќе биде цвет, дали тоа ќе биде нешто кое што тебе ќе ти остави таков печаток. И кои се тие места каде што ти тоа го слушнуваш, дали тоа се куќите, дали тоа се дрвјата, дали тоа се растенијата, дали тоа е целата природа, кажи ми. Колку време наблюдуваш или тоа ти се случува само во еден момент, па потоа ствараш, кажи ми. Пред малку кажав, нели, инспирациите. Уствари, природата е провокација на убавите работи. Така. Те провоцира, нели? Тоа е провокација. Сега таа провокација кога ќе земиш во себе. Дали дојде време да пренесиш на дело или можеби не. Зависи се само начинот на која се можности дали се пренесе, затоа што тука не се само можности за материјалниот дел, него и духовниот. Ние одиме повеќе на духовниот. Јас гледам сите слики да бидат мои племеници со духовна сила, таа духовна моќ. Имаш некоја внатрешна порака, нели, на еден начин? Природна порака, нели? На сите слики давам таа духовна моќ и не кажувам сега само сликам природа, дали во интериер или екстериер. Интериерот е посебен начин, екстериерот е друг начин. Друг начин, така. Затоа што ако се природата во природата кога внесеш во интериерот, ќе биде исто така духовна, затоа што јас малку сум на тие строги принципи, неоргански материи, вештачки направени, импровизирани работи, многу не сум најпоborник да ги почитувам тие работи. Јас сакам во тие места да внесам природа. Значи, по самата суровост да дадеш природно. А ние што викаме, кога се понашаме природни, кога сме слободни, ствараме многу. Значи, тука идејата не е само природа, него природата е начинот на кој ме поттикнува. Она ме водече у самото во се, нели? Има уметници, јас тоа го кажав и во некоја емисија, дека секој кој што има свое дело, било во која област, тој се гордее со тоа. Ристе, кажи ми ти, например, која ти е, сепак сите велат деца, сите прсти се исти, која ти е слика која што природата си е вдахнал, која е таа која што ја сакаш? Дали оваа слика која што е тука кај фонтаната, која што е твое дело, така ли? Кажи ми. Фонтаната, да. Таа ја правев пред, може, има 15 години. Кој е инспиративниот дел што вака го направи? Еве, малку да се свртиме кон неа, ајде да почнеме. Па ќе продолжиме. Така ќе продолжиме. Ова фонтана правев, уствари, тука, значи, рибите, тоа е чаша. Значи, рибите, па горе импровизирав чаша. Дека виното, ние сме град на чашата, водата и така, знаеш, али тоа вклопено од чашата излегува вода, да мислиме дека излегува вино. Сигурно, така. Тоа е еден дел од фонтани, јас правев многу фонтани, има направам, сега да немам време, тоа треба специјална емисија. Има, зашто да не е. Специјална емисија само за тоа колку сум направил. Колку фонтани од прилика, еве ова емисија да искористим малку за тој дел.
Фонтани имам прилика направено и- многу. да. Јас тој реков изложби да не кажуваме Сигурно, 50, така, него ќе така. кажеме 15 значајни, затоа што другото За сето тебе е што се значајни. За мене што се Значи значајни. имате околу 50 изложби, така не сте. Одиме на фонтани. Јас Така, правев фонтани, имам правено во Скопје, во Кавадарци, во Бугарија, на Јадрните. Од каде идеја за фонтаните, кажи ми? Идејата само постепено иде. така. Идејата не треба да мислиш, него е тоа реков пред малку, кога Да. ќе погледнеш каменот Така. или па Каменот материјалот. како камен, за дава мене, на идеја. пример, не е толку значаен, али за вас е инспиративен. Каменот е еден од така ли? најголемите инспирации. Да. Ние сега кога ќе погледнеме, секој камен не е ист. Секој си има своја боја и своја душа. Он е постепено се стварал. И он ствари Сигурно. прави на тврдата Така. природа, значи Да. цврста материја, тврдата природа, стабилно. Каменот е стабилна работа, ако некој го посматра, ќе види многу убави работи. Го сакаш каменот, нели? Па каменот е еден, Употребуваш, така? па каменот, Да. не, реков калта, Аха. каменот и дрвото. Значи едно по едно доаѓаме до она најзначајно што е, така. нели? Тие се Е, елементи сега, во природата. Рече фонтани правиш, меѓутоа дали кога ги правиш сам ги осмислуваш или пак добиваш и како понуда, како идеја од тој кој што сака да направиш фонтана, на пример. Добро, Дали се сега- работи за фонтана надвор, се работи во натрешност и така. Идејата повеќе се нафрлува, али Така. тоа јас што го работам и јас Да. го правам. Оригинален си, нели, на еден начин, така, но така. тоа е наменска работа, Аха. во наменската работа треба да внесеме малку и ликовна и уметничка работа. Сигурно, Сите мои така. работи што ги правам екстериери, интериери, ја многу Така. работам. Аха. Тоа ме оствари професијата финансискиот дел кој мене ме Сигурно. Ќе зборуваме поддржуваше и за на тоа, нели, да. мојот живот. Да, Тоа сега да да. кажеме дека не работим само за направи го финансиски Сигурно, да помине, така, него треба да му така. даеш малку и уметност. Така. Да ние уметноста е секалде околу нас. Така. Дали Ристе, кога сликаш, на пример, или кога правиш еве и во интериери, и фонтани, или било што, или твојата уметност која што е препознатлива, и ќе речат, да, тоа е Ристе Соколов, нели? Имаш препознатлива уметност, тоа е битно, си најде своје место и во Друштвото на ликовни уметници на Македонија, но и надвор од границите на Македонија си познат, нели така? Те исполнува ли тоа, кажи ми? Дали го достигна дострелот на она што секој уметник има некој плафон, некој ниво? Дали сум во право или се уште понси со создавање, со мисла да сето тоа го преточиш во природата што ти го возможил. Една работа се да кажеме, пак поново се Да, враќам, да. природните начини Така. на комуникација. Така. Да не брзаме, ти немаме време. Да. Јас не брзам, јас си одам постепено за да дојдам. Значи полека е твојата уметност, нели, чекор по чекор, така ли? Ако брзам и Аха. кажам дека ја достигнав многу научив, јас уствари ништо не знам. Така. Секое време како иде, само се збогатува моето искуство и до Така. кога можам да го држам тоа искуство, јас ќе работам. Јас сега мислам дека и почињам со нова фаза на работа, со искусна фаза. Пред тоа беше експериментална, Така. да научам за уметност. Сега е кариерата искусна. ти е поделена на неколку периоди на Да. еден начин, така ли? До пред некој известно време, јас бев- Имаш експериментален период, а сега ти доаѓа Сега искуството, искуството. така ли? Дали И- тоа значи едно, ако погледни веднаш ти добиваш идеја да направиш нешто, Сега не? кажувам за она Да. беше кој е мојот дело, Така. да се враќаме да не Така, одиме да. пак да го Повели. вратам назад. Тоа дело бев на колонија Горно Врановци Така. и шетав низ селото и малку инспирациите ми се премногу јаки, Така. ми се излив на инспирации, не знам како да Да. го објаснам, тоа кога си на колонија со колега, кога се речаваш, само на тоа размислуваш што да свараш, што да насликаш. Заеднички, нели? Заеднички. Така, на еден начин. Таму ми се јави големата идеја да направам едно Браво, дело, да. да не копам по селата, да не гледам ѕидови, него јас да представам еден зид. Тоа дело е сега моментално е во Така. телевизијата Тиквешија, иако Тоа е дел од интериерот на Интериер, студиото, на на студиото, Тоа Тиквешија, да, на нели? Тоа Тиквешија. Тоа е препознатливо, да. Тоа е препознатливо таму и тоа е еден од најјаките мои дела, кои јас ги рачунам кои мои дела кои ми се во душата. Така. Сите дела се во душата, ама тоа е почетното дело и затоа ми е најдраго. Најдраго, нели? Како викаат сите, за реков, нели, сите прси се исти, но сепак Да. уметникот има нешто кое што му е топлина у срцето на еден начин, нели? Да. Тоа е убаво дело и ќе остане за генерации, нели? Сите Така, дела што ги сигурно правам останува, за посебно генерации. за телевизија Затоа Тиквешија затоа реков, јас Да. делата не ги правам само ради дела. Така. На делото јас не правам бројка. Значи кога Да. почињам да бројам дела и да кажувам јас толку дела направив,
одам во квантитет. Статистиката не ти е омилена, така ли? Не, На квантитет. еден начин, квантитетот е битен. Тоа е квантитет. Ако го стварам и само по себе она си кажува дека е дело, Сигурно. тоа е квалитет. Значи мојот живот не е квантитет, мојот е квалитет. Селскиот амбиент, гледам во сите слики, провејува. Дали тој амбиент го сакаш на еден начин, не рече? Тоа периоди се на идеи, на инспирации. На идеи, Многу, јас со години кога сакав да дојдам до ова каота, материјата, природниот материјали, со еден мојот пријател што со фотографија работи, уметничка фотографија, Тони Коцев, ние одевме по селата, у месец 2-3 пати, 4 одем по селата и разгледуваме. Како хроничари на еден начин. Он ги снима со апаратот, јас му кажувам места, идеи, тие места кај да снима нешто од светлините, и јас само гледав од куќите, од старите куќи, гледам кое богатство го имаме, ние која душа имаме, и Тони многу пати ќе каже, не е ова само како уметничко дело, него тука живееле луѓе. Јасно. И така ни со Тони почнавме да размислуваме, да гледаме. И после известно време се јави она дека ја можам да направам и уметничко дело. Одлично. А какво е чувството, например, токму рече дека многу од нашите села, посебно горе во Риско-планинскиот регион, се поиспустени. Уметникот сето тоа ќе го забележи, нели? Велите дека тогаш некога живееле луѓе таму, така ли? Те привлекува таа куќа која што е сепак испустена, но има интересни оквири, нели така? Во него живот постоело. Убаво е, например, некој да ти подаде рака, да те прими, така ли? Но постојат и такви куќи кои што се, нели, напуштени. Сега, за жал, мојата порака уметноста беше тоа. Да јас не само што ги увековечам тие куќи на моите дела, него ја реков да не ги оставаме да не ги оставаме да се испустат. Тие куќи треба да ги времето и да пропаднат. Тие куќи треба се негуват, некој начин, не со кој смисол се негуват, да се одржават, да тоа што ние имаме големо богатство, го испуштаме од раците. Некои луѓе го сакаат да го земат, а не го немаат тоа. Значи ние имаме најголемото богатство. Ние сите тоа сме го правиле без помош на некои други елементи, да речеме, дека имаме пари, машинерија, технологија, едно друго. Ова сето е правено со природна технологија, со изумот на нашите предци. Тоа природата сето го направила, ние треба тоа да го користиме и да го чуваме, нели? Кога дојдат, например, од оние места каде што се поиспустени, каде што немаат многу зеленило, каде што повеќе се голини, многу од ликовните уметници кои тука би дошле и кога доаѓаат велат дека вие сте богати, затоа што имате зеленило, така ли, имате инспирација која што треба секогаш да обстојува и да се користи. Тие уметници, за жал, се по-несреќи на еден начин, зашто не можат нели да црпат дел од таа природа која што е голина, а кај нас постои зеленило. Те привлекували зеленилото, дрвото, сето тоа, кажи ми? Пред малку реков дека како и почнав мене уствари. Природата ме направила да бидам уметник. Ја не сум мислил за тоа и не размислувам. И поново ќе се вратам назад. Самата природа колку ми дава инспирации и она е многу богатство за стварање, за идеи, за да размислуваш. Јас во животот не сакам да импровизирам со реков. Ја уметноста не ја правам импровизирана, да биде да биде квантитет. Како што кажавме, нели, сигурно. У неприродни материјали. Затоа работам со еко материјали. Затоа што ние сме сите еко луѓе. Уметникот ако не размислува еко, не постои, не е уметник, не само на зборови, него он треба да осеќа и да работи.
Ние продолжуваме понатаму. Еве сте тука, посебно ми се допадна оваа слика, може камерата да ја зумира. Тоа ми се чини како една експлозија, како еден свемир. Зашто природата е секаде, нели? И свемирот е дел од природата. Меѓутоа, толку ми се допадна, што зборува за експлозија од чувство кај тебе. Кажи ми, што беше идејата, мотивот, малку повеќе образложи ми за неа и рече дека уметникот не може да каже колку создава, колку време треба за една слика, од она што значи идеја, во природа па се до крај, да. Да објасниме за значи тука сега овде ми беше природни материјали, тука е природна боја, еко материјали, тоа е акрилна акрилна, да. Боја. В смислот, моите сите дела се со ерупција. Так. Еруптивни. Се гледа, експресијата е многу голема, так. Ама внатре вметнам реални работи. Да. Како што е грозија, например, нели? Тоа е грозија. Гроза, така. Елементи, имам тука елементи од јаболко, калинка, јаболко, калинка, сите овоше кои се застапени, јас си правам дуња слика. Так. Па некогаш и зеленчук, одев и лукот го сликав, дрновскиот лук, пример. Сметаш дека чувството подобро е така, поинтересно е, повпечатливо? Вака, има една работа што реалните елементи сите доживуваат ерупција. Так. Значи може да доживеат, речеме, природните елементи. Так. Значи неприродните не може, тоа се органска, неорганска. Так. Органската материја, тоа се е природата што ја дава, дали е овошје или не е битно што е органско, оно доживува ерупција. Так. Значи еруптира. На раѓање и распаѓање. Значи тука се многу работи на позитивното или негативно. Човекот е створен како позитивно суштество, ама он со начинот на комуникација и понашање и грабање напред некои работи, он станува негативен. Он ствари мисли дека е он позитивен,
а суштина е негативен. Тоа не може да се знае за тоа што благодетите и сладоста на животот ги носи на лоши навики, лоши понашања. На лоши патишта, така би рекла, да. И така јас сакав и сите слики мои да бидат живи, еруптивни и да, каде речеме сега пример, да ја објаснам малку за вели техниката, нели? Не за техниката, начинот на комуникација со уметноста. Да, добро. Влегуваш во галерија. Да. Празна е галеријата. Така. Тишина. И вие го осеќате звукот на тишината. Така. Ама знаеш кој го дава тој звук? Делата, некои дела имат звук на боја, на начин на сликање, што се, значи има. Ама само тоа уметникот го слушнува, така ли? Не, и посетителот го слушнува и го гледа. Тоа што звукот, кога му дадеш душа, кога ќе дадеш душа на сликата, кога ќе дадеш сите оние елементи што постојат, дали ликовни и правилно насочени за гледачот. Не работиме само за гледачот, него ние работиме, ние си празниме нашите идеи и искуство. Ја кога ќе го поставам на изложба, више го предавам на публиката. Така е. Делото е нивно, нели? Више после, више предавам на публика. Јас завршувам со тоа дело само патува. Ако не го подготвиш, кога уметникот ако не е подготвен па да слика, така и дело треба да го подготвиш да живее самото себе. Затоа што ја кога дали го отуѓувам, го продавам или го отуѓувам, се вика, кога ставам подпис, го ставам у галерија и тоа више отуѓено, тоа више не е само мое, него тоа е на публиката, на љубителите на уметноста и оно самото дело треба да живее. Тоа е живост, така и си моите слики еруптивни, живи. Живи се, нели? И со боја, со колорити, и со начин на потези. Во многу галерии се наоѓаат твоите слики, така ли? Не можам да кажам точно колку, али јас мојот начин на живење беше да многу патувам низ Балканот, Европа и бев и Париз бев. Тоа сакам да те прашам, какви се доживувањата таму? Бев во Америка, па други доживувања, бев во Шведска, бев во Германија. Знаеш, секој има различно доживување. Така. Дали секој уметникот е уметник? Да прашам. Уметникот е кај да биде на светот, си е он уметник, ако не се менја самиот себе. Значи, ја не сум кам народом која држава ја да се менјам. Јас сум Си остануваш исти, така ли? Исти сум најголемата држава да бидеш, да кажеме сега Америка е многу погласот дека многу јака, значи економски или Америка или Париз, значи мене Париз ми даде големо задоволство затоа што ги видов сите мајстори таму, стари мајстори, кои сум ги читал, сум сонувал за нив и сум гледал репродукции. Али ја ги гледав сите дела поединечно, оригинални. Улицата на ликовните уметници. Да, таму малку и работев. Работеше малку, нели? Беше интересно за тебе, нели тоа? Тоа беше младо време за мене. Тоа беа првите чекори, дали сум ја уметник или не сум, тоа кршење на самиот себе. Сакаше себе да си докажеш, нели? Ама тоа многу школа ми даде, значи ја шетав покрај Сена, таму сум и реков на една емисија дека ја испиев на Сена, почетокот да се снајдеме, него уметникот мора да ги доживее сите работи за да може да ствара. Каменот на Сена и нашиот камен има ли разлика? Затоа што рече спиеше, нели, на еден начин? Каменот на Сена... Секаде природата рековме, нели? Да. Каменот на Сена... Дали те инспирира тоа? Мене не го гледав тој каменот. Не беше тоа инспирација каменот. Не беа другите работи што ги гледав Нотр-Дам, речеме, тама Сакр-Кер. Тоа се тие камења ги гледав, затоа што створиле некоја си голема уметност. А нашиот камен е друг начин природен. Он ми е многу топол, нашиот камен. Нашиот е топол, нели? Дали емотивно гледам или не, али уметникот секогаш треба да гледа емотивно. Емоциите се многу големи за уметноста, ако немаш емоции, нема уметност. Значи, тука е работа. Значи, малку да политичарот, речем политиката или бизнисменот. Бизнисменот не може емоции да гледа. Он гледа само тие емоции тука ќе го уништат. Не, уметност ќе го уништат тука. Ако он гледа емотивно, он пропаѓа како бизнисмен. Сигурно, така е. А уметност, ако не гледаш емотивно, не можеш да насликаш, само ќе покушаваш. Не можеш никош да бидеш уметник, така ли? Само ќе покушаваш. Знаеш зашто те прашав за каменот и за Сена? Затоа што рече дека каменот наш има топлина. Затоа што и емоциите се точно тука. Додека подолго време ако би престојувал, нели, таму, мислам дека таа топлина би осетил. Или сепак балканската топлина е друга, а ова топлина е друга. Што мислиш ти? Сега може да ставам разлика, од тоа што 6 месеци не се малку или известно време. А беше 6 месеци, значи така. Значи ја бев таму, сам бев, мислам, заработував како студент. Малку бизнис студентски, млад.
Природата сегде ќе те однесе, нели? Природата сегде ме И носи. чувството ликовно, Јас бев да. и тикам таму. И сега Да. може да кажам, после третиот месец веќе почиња да ме ствара нешто кај мене дека не, оно добро е да бидеш таму. Носталгијата? Носталгијата е еден дел во носталгијата. Тоа е еден многу голем дел, затоа што уметникот и повеќе носталгија има. Јас кога ќе бирам нешто, ја бев на многу острови, на море, Знам работев дека си портрети, многу светски патник, затоа и те прашувам. бев портретиста, па одлично. ранецот на грбот и не еден остров, 3 месеца, 4. Па знаеш, тоа е сам да се снајдеш сами од себе, да заработиш пари за утре да ствараш својата уметност. Ристе, тоа е многу убава работа, многу храбро од тебе на еден начин, затоа што самиот се пробиваше. Самиот одеше низ светот, те водеше она чувство да запознаеш што повеќе луѓе, што повеќе од природата да искусиш и во другите земји на еден начин. И така ствараше, нели? Природата само ако знаеш нашата природа, во твоето искуство има многу емоции, така е, ликовни. Ако знаеме само нашата природа тука околу нас, сигурно. Не можеш да споредиш ништо. Сега јас можам да споредувам со природите на ситна цел Балкан и надвор од Балканот и Европа и Америка и надвор од барите. Мене само едно ме збогатува тоа што јас уште од мал средна школа сам работев. Самостојно се пробиваше. Работев в средна школа и учев. Работев и Даскал Камче, работев како графичар. Работев во Даскал Камче и средно учев. Па после на факултет поново работев во Даскал Камче, па и учев и многу места така сам. Само ствари дојдов до тоа да се изучам, затоа што уметникот сам се кале. Не треба друг да му каже дека си уметник и дека си добар. Сам треба. После толку години што мислиш, дали го одбра вистинскиот позив мајсторство на еден начин? Позивот е природата е ослушнала, дала нешто кај тебе како дар. Дали си задоволен? Јас мислам нешто, не зборувам нешто. Рековме професионално искуство сега веќе почнуваме во тој период. Сето ова искуство што ми ги даде природата и сето што шетав, тоа е ствари дел од природата, знаеш, да шеташ, да видиш многу места. Сето тоа големо искуство јас го научив. Прво почнав да запознавам уметноста, што е тоа правиот начин на цртеж. Значи почнав више цртежот. После отидов професионално, отидов на школа, па си изучив. Само на школата не се учи ако не сакаш сам. Значи едно е теорија, друго е пракса на еден. Јас мислам дека сите тие ги поминав, сите тие периоди ги поминав и дадов на природата и вратив дека што она што ми дава таа дарба и за уметност, ја и вратив назад. Така мислам дека ја и вратив, затоа што ја почитувам природата, ја почитувам уметноста. За мене само уметноста ме воде во животот. Да имаме здравје, уметноста е до нас. Јас кога и у најтешките моменти сум се нашол, мене уметноста ми помогна затоа што верувам во нејзе и она верува во мене. Поново да се родам, поново ќе бидем исти. Пак ќе бидеш, нели? Дали природата ти нуди оптимизам на еден начин? Еве рече дека имаше, секој има своји падови, секој има своји некои неубави моменти. Значи ли тоа дека природата преку еве сликањето, преку она твоите златни раце ликовни, да речеме, што е прави сликата? Дали тоа значи дека велат паѓа човек, но изронува потоа? Нели? Посреќен на еден начин или поискусен. Па сега поново ќе нели сме за природата, јас можам да кажам едно, дека природата со многу малку можеш да обстаниш во природата и да направиш многу убави работи. А природата не нуде многу, она не заситува со многу. Значи ако те засите со многу, тоа не е природно. Тогаш нема да и се вратиш повторно, така? Повторно нема да и се вратам. Значи природата, може да речеме, природата мене ми помогнала да со најмалку можам да останам, да живеам, да сликам, да креирам, се да направам, ако верувам во природните елементи. Оние сили што ги има, нели? Природните елементи, значи сите сили, затоа што мене тоа е духот, тоа ме носи, мене не тие свет другиот. Ја не го познавам затоа што не можам да живеем во него. Природата ми дала да бидам таков. Значи што поскромен. Значи се задоволуваш и со скромно, нели така, да нема многу богатство околу тебе на еден начин, нели? Велат, еве да постигнам што повеќе пари да заработам така за бизнисмените. Но ликовниот уметник повеќе се гордее со квантитетот на своите дела, така ли е? Квалитетот. Квалитетот поправо, да. Нели? За да постигнеш квалитет, не треба да лажаш. Многу малку ми треба, нели? Не треба многу. Многу малку. Ја уствари гледам се, значи природата не треба многу.
пратејќи самите животни, јас сум любител на животните, пратејќи самите животни, нивното понашање е многу поприродно од нашето. Али добро, тоа се начин, тоа е животинскиот инстинкт. Али животинскиот инстинкт не дозволува негативно, он не сака негативно, он сака позитивно. На мачето ако му дадеш да јаде до тебе, друго не правил зло намери, значи на животното. Тука и верноста на еден начин. Верноста. Животното не те каса ако не го задениш, не го закачиш. Не те каса ако е гладно може. А со луѓето е? Со луѓето е и да е многу најадено ќе те касне. Мислам така е негативната комуникација. Еве оваа слика посебно тука ме интересира, имаш исто така елемент токму од природата, а тоа е волбово грнче. Што те инспирира, етно, нели? Во тој свет сега ќе влеземе на еден начин, повели. Не само тие елементи што се грнчиња, многу работи, јас правам малку за тој дел кажи ми, и археолошки грнчиња, па наши етно грнчиња. Грнчето е еден материјал кој, мислам... дали е податлив за инспирација така да се направи? Секогаш податлив, затоа што има душа во него, нема... Тоа сега, не кажувам за чашата. Чашата е толку тврда, значи неорганска. Грнчето е органско, затоа е постекнато од природата. Тоа значи дише, живее. А чашата е неорганска материја. Значи секогаш треба ја ги пратам органските материи. А неорганските ми се само вид на спојување, да речем, на современ свет. А ние треба да гледаме грнчиња, тие така, тоа е богатството. Не може да се служиме со нив таков начин. Тоа е нашата традиција, нели? Тоа е нашиот живот, нашата традиција, ствари ние сме тоа. Дали планираш некој мини изложба така со етно елементи само? Дали те привлекува тоа? Јас имам слики, сите скоро ти се така. Скоро, последните се повеќе со етно елементи. Имам слики во Стар Балкан, така со етно елементи. Таму имам и со вошје, со зеленчук, така, значи пасум етното. Па си тука некаде, нели? Тука секаде, како да го земиш, значи етното не е мене дел од мојот живот. Тоа е звукот, ствари. Рековме дека многу се гордееш со сето она што си го направил секој уметник, тоа го прави, но исто така и ти. Каде да се завртиш, например, секаде каде што, имаше понуди, направи, нели, интериери и така натаму. Мене многу ми се допадна во емисијата Гласот на природата, тоа е на Поли Пендева дворот, мислам прекрасен беше, тоа и гледачите го видоа, расветан со сета своја убавина. Но многу ми се допадна еден дел во тој дворен интериер, да речеме, нели, простор, ѕидот. Тоа твое дело. Кажи ми како дојде до тоа и образложи го. Еве да ги потсетиме, ние тоа и со слика ќе го имаме. Ако може да кажам сега... На кој начин дојде до соработка? И таа добра идеја на еден начин направена, Поликсена идејата, незина идеја, она си има свој свет во уметноста кој што малку луѓе го знаат. И таа слика, нели? Таа слика, незин начин толку слободен и чист, затоа што малку луѓе знаат за таа уметност. Затоа што она поседува. И сама го прави дворот, сама го направи, идејата беше сета. Неизина, за ѕидот, али ја бев тие што бев делот го изведол. Ве спомна во емисијата и затоа ве прашувам. Ја го изведол од ЗИДот, затоа што по нејзина идеја јас работев, затоа што некогаш и идеите не ги правиме, консултираме дали тоа може така, консултација, многу голема консултација. Што користеше за ЗИДот? Од природата, Од природата? Па таму се... Затоа што интересна е таа композиција. Песок, лепак се тука више, тоа е за плочки. Тоа е малку по... И фигуративно многу интересна е, И со боја, па е акрилна боја со бајц премачкана да не се лупи. Тоа се камен, каменот е користен најмногу, затоа што плочките беа долу. Тоа е, значи, па е граđevinски материјал, да не го кажувам нешто. Сигурно. Граđevinски материјал го искористив елементи да створиме едно ликовно дело. И понатаму продолжуваш, нели? Еви, со мене кога седиш, јас верувам дека секогаш идејата во овој амбиент овдека ќе дојде некоја идеја, нели, така за некоја наредна слика и така натаму. Што не да планираш, него
Која е твоето сега моментална преокупација, например? На што си повеќе свртен сега моментално? Во твоето творештво? Моето творештво... Дали е тоа етно, дали е тоа сосем друг инспиративен момент и така, во друга сега, област? Сега, последниот момент... Отикајте би има многу ликови на уметник. Да. Ами јас работам многу техники, многу, мислам, многу техники. Ке треба многу време да зборуваме, али ние сакам да ги сублимираме. Ева, сега да кажеме за моментално сега, последните дела ми се, овие што реков, рибите, така. Вода, риби, тие воден свет, затоа што јас најмногу, мислам, почитувам, башам да речем, вода. Ја почитам водата, која ни дава живот. Так. Али секогаш викам чиста вода. Ја не го зборувам тоа, не е маркетинг, него е живење, чиста вода. Кога ние имаме чиста вода, земјата може да биде чиста. Так. Кога имаме чист воздух, пак земјата може да биде чиста. Значи, ако нема чист воздух и чиста вода, земјата не може. Сигурно, секи биде загадено на еден начин. И некогаш ние на зелена почва што имаме, на права природа што имаме, нема да гледам само со сите временски периоди на земјата, него ќе гледаме само едно само суровина на земја. Така. Бидејќи и човекот го создала природата, нели така? Да се вратиме во еден момент, во еден период кога портретите ти беа многу преокупација. Кажи ми за тоа. Дали се уште држи тоа чувство? Или сега веќе е во делот на експериментална фаза? Во тој период. Јас портрети ги работев што мал, почнав со портрети. Затоа изборив експериментална фаза, така. Почнав со портрети од 8 одделение, така да почнам да работам на средно. Тоа ти беа значи првите, така. Така, и тие портрети мене ме одржава во животот, финансиски дел ме држи, сите мориња, места туристички ги посетив, тоа со портрети. Со портрети, браво. После работав веќе тоа се туристички портрети, да речеме, за да му се допадне на туристот. Него ја работев и студии на портрети. Студии. Студија на портрет да работиш е малку поодговорна работа. И потешка, нели? Подолго трајна, да. И тоа, значи, портретот ми е еден дел, умилен дел и еден слабост во уметноста. Портретот и актот. Ја работам и актот, голата фигура, жената, тоа 5 години работев само актови. Во Систина има многу актови, затоа и те прашав. Скоро првиот кат на Систина е и приземјата со актови. Затоа и те прашав. Значи, актот исто така е значен и за други уметници и податлив еве за инспиративни моменти и така за да се направи слика. Ја се малку ќе те оддалечам од тој дел да те запрашам само. Кој дел од денот или ноќта за поетот еве велат, кога ќе ми дојде некоја мисла убава, некое чувство и некој збор, па да го срочам тоа во ритам рима и така натаму, ја станувам ноќе и пишувам поезија. Како е кај тебе, кажи ми? Дали во селото кога спиеш, например, во куќата, па тогаш носиш резервно нешто и така? Или дома во студио? Не, тоа е моментот на инспирација, да. Некогаш имаш инспирација, па не е моментот да почнеш да работиш. А најдобро е кога имаш инспирација, а ти е погодно околу тебе, слободно да можеш да работиш. Значи не е битно, ни не гледаме на саатот, денеска работам од 10 до 11, па доручик, пак поново да работам. Него уметникот секогаш работи према чувството и моментот. Така, секогаш е таков, нели? Према чувството и моментот. Јас не можам да кажам дека сега, затоа и малку ми беа јас сум слободен ликовен уметник. Така. Само ради таа работа. Убаво ли е да си слободен ликовен уметник, кажи ми? Многу убаво, а многу тешко на нашиот систем. Во овој регион, така. Многу тешко е кај нас. Јас мислам дека дали ќе издржам уште многу, ти може да напуштам. Може. Не верувам, затоа што... Не, ја не верувам, ама не може. Се околу треба. Не сум веќе толку млад да одам надвор да работам, па си дојдам дома. Па да работам, па си дојдам. Сега ако заминам, си одам негде, само си наоѓам местенце. А дали уметникот е авантуриста на еден начин? Еве светски патник, сака да патува, да оди и така. Секој уметник има желба да патува, како секој човек што има желба и авантуриста. Не, има некои домашари велат, а додека вие сте светски патници. Ами јас не сум бил домашар. Како и поетите, нели? Ја не може да биам. Така е, сигурно. Бев, сега може да кажам бев. Да. Бев еден дел, не бев домашар, затоа што бев боем. И боемството вика, нема дома да се одиш. Ликовните уметници. Не можеш дома да се одиш. Така.
Боем, сега сум боем повеќе од природата. Така. Сега мене повеќе ми дава природата. Така, повеќе си опиен од неа на еден начин, нели? Може да се случи, например, под едно дрво да седнеш, па еви да заспиеш на еден начин, гледајќи колку... Не е така, него не да гледаме така, заспи под липата, па чекаме дожд да заврне, па чај се напиме. Така, него прошетуваш, значи, и тоа го доловуваш чувството на идеја, го ловиш на еден начин, твоето око се гледа, но потоа тоа го ставаш на слика, нели? Е вака, да не сетува што кажавме. Малку се насмеавме, да, така малку треба. се насмеавме и Сигурно да внесеме малку и така, оптимизам за гледачите, нели? Јас секогаш ги гледам така стегнати работи, не обожавам, тоа што мојата уметност е слободна. Повели. И сакам и слободно да кажам сега, да не многу шетање, многу сигурно. Има многу време за да кажуваме поединечни работи. Ќе направиме уште некоја емисија во некоја друга пригода, сигурно. Само едно можам да кажам дека природата дава, природата зима. Така. Тоа треба да сватиме. Секој колку ќе даде на природата, толку ќе му врате. Тоа го зборувам, јас не работам само за мене и пријатно. Ја не сум домашар да седам само 4 зида, само за мене да работам, да не покажам на никого. Тоа ми беше целта, да. Јас мојата уметност, кој ќе ме праша, кој ќе даде совет като побара од мене, јас кажувам, ја не кријам ништо, затоа што многу работи сум експериментирал, многу работи знам. Така. Може ми на младата генерација, тие треба и они да се малку и секогаш зборувам, едуцират, него и младата генерација треба да се помогне, затоа што јас сам влегов многу убаво време, беше сам себе се снаоѓав. Ова време е друго, нели сега? Сега ова време можеме само да ги оттуџиме младите наши уметници. Тоа го зборувам, ако не ми помогнеме, оти секогаш би останали на маргините, нели, на еден начин. Не е помошта само да ние помагаме, јас реков на таленти, на луѓе што сакаат и што сакаат сами да прашат, треба да им помогнеме и јас стоам кој уметник кој сум поискусен да им помогнам. Имав голема идеја, али сега сум вично, знаеш, не да се повлекувам, него се малку посмирено, нели, на еден начин. И па да се вратиме, бидејќи емисијата е таква тема, рече дека природата дава, природата зема. Значи уметникот меѓу давањето и земањето, тој период го користи за творештво, така ли? Да. И така ќе продолжи, нели, и кај тебе? Кај мене не да продолжи. Константно е, нели? Ја дој сум, не зборуваме сега, дојка можам да работам, дојка можам да сликам. Ќе одиш горе пак, нели? Пак ги враќам, ги сликам, ги работам работите, шетам, посматрам. Значи јас не прекинувам со сето тоа. Него јас сега реков дека јас малку поискусно ги гледам работите. Сигурно, во секој случај. На времето ги запознавав како почетоци, сега поискусни, затоа никогаш нема да напуштам природата, затоа што она мене ми е водич на живот. Вие сте едно на еден начин, нели? Природата и ти. Не сме едно на еден начин. Не знам, јас живеам со природата и природните елементи. И тоа ме води во животот и ќе бидам и понатаму така. Не сакам вештачки, измислени. Него чувство кое го имаш, така ли? Без чувство ништо не се може. Нема ништо, нели? Ете, мислам дека, барем се кажавме во тој дел, малку те откривме од еден друг агол, кој што емисијата го бараше тоа од нас, а тоа е колку природата кај тебе внела чувство, те усмерила и си станал толку успешен ликовен уметник. И во сите области каде што работиш. Јас ти благодарам што ми беше гостин во емисијава и верувам дека ќе направиме уште некоја емисија. Благодарам и кога се зборува за природата, секогаш сум присутен и секогаш ќе бидам нешто. Благодарам, а понатаму ние ќе уживаме во твоето творештво, нели? Благодарам.